Предмет физичко и здравствено образование. Наставна содржина, комплекс вежби од корективна гимнастика за ученици со деформитети. Одделение 9. Почитувани ученици, добре дојдовте на часот по физичко и здравствено образование. За почеток облечете ја вашата удобна облека за вежбање и подгответе се за наставната содржина. Комплекс вежби од корективна гимнастика за ученици со деформитети. Многумина од вас често ја слушаат фразата "исправи се, исправи го грбот", па се случува да си го поставите прашањето "што е тоа што му недостасува на моето тело?" Ако вашето тело дава слика за вас, потребно е да научите да го слушате. Имајте на ум, секое тело е различна машина и секој оштетен дел го спорува нејзиното работење. Затоа е неопходно секоја промена што ќе ја забележите на вашето тело, навремено да ја споделите со вашите родители или вашиот наставник по физичко и здравствено образование, за да подоцна не дојде до некои несакани последици по вашето здравје. Главна цел на денешниот час е да ги знаеме основните работи за деформитетите на рбетот, а потоа истите да можеме да ги имплементираме во пракса. Пред да започнеме со наставната содржина, потребно е да се повторат основните работи за деформитетите на рбетниот столб, со цел полесно да си помогнете самите на себе, доколку кај вас или кај ваш ближан забележите некои промени на рбето. Да повториме. Кој е главен носечки столб на телото? Што е правилна положба на телото? На колку сегменти делови е поделен рбетот? Што се и кои се деформитетите на рбетниот столб? Главен носечки столб на телото представува рбетот. Тој представува комплекс од пршлини, дискови, лигаменти, нерви, мускули и крвни садови. Во одржувањето на исправениот став на телото учествуваат активните сили мускулите и пасивните сили лигаментите, коските, зглобовите, како и силата на земјината тежа. Што е правилна положба на телото? Тоа е способност на човекот да го задржи телото во права положба или во исправен став, опуштени раце покрај телото и дланки насочени кон напред. Положба која во ниеден случај не отстапува од нормалната права. Рбетот представува комплексна структура која овозможува стабилност и мобилност на човековото тело. За да се одржи исправената положба кај човекот во текот на еволуцијата се развиле физиолошки кривини, гледани во сагитална рамнина лордоза во вратниот и ломбалниот дел на рбетот и кифоза во торакалниот дел на рбетниот столб. Додека рбетниот столб гледан во фронтална рамнина треба да е рамна вертикална линија. Овие кривини во физиолошка граница се нормална појава, но доколку дојде до нивно зголемување или намалување, се смета за патолошко или за деформитет. Рбетот е поделен на 5 сегменти. 1, 2, 3, 4, 5. Првиот или вратен сегмент ја опфаќа регијата во најгорниот дел на рбетот или вратот и е составен од 7 прштени. Тие прштени се најтенки, но овозможуваат одлична флексибилност и стабилност на вратот. Првиот пршлен атласот овозможува вратот да се движи напред и назад, додека вториот аксис овозможува ротирање на вратот. Вториот торакален сегмент е составен од 12 пршлени и представува најдол дел на рбетот. Торакалните пршлени се поголеми и поцврсти за разлика од вратните, но се одликуваат со помала флексибилност. Тие, заедно со ребрата, оформуваат така наречен ребрен кафез, кој го прави овој сегмент постабилен од другите. Воедно, оваа формација ги заштитува и органите кои се наоѓаат во градниот кош, значи во овој дел. Сламбинскиот, тоа е овој дел овде, сегмент, го поврзува торакалниот дел од рбетот со крлицата, составен е од 5 пршлени.
Овој дел ја носи најголемата тежина на човековото тело и токму поради тоа најголемите проблеми со рбетот и болките се наоѓаат токму во овој дел. Следниот или сакрален, тој е овој дел овде со сино, крстен сегмент е составено од една голема коска наречена сакрум или крст. Таа е рамна, триаголна коска формирана со спојување на 5 помали пршлени. Главната нејзина улога е да го поврзе рбетот со крличните или илјачни коски. И последниот, кокцигонален сегмент е составен од крстна коска која е формирана со спојување на 3 до 5 мали прштени. Овој дел е познат и како опашка и има за улога да ја носи тежината на телото при седнување и овозможува поврзување на мускулите од крлицата со глутеалната регија. Деформитети на рбетниот столб. Деформитетите на рбетниот столб се искривување на рбетот. Може да бидат вродени, поретко и стекнати најчесто. Стекнатите деформитети се процеси кои настануваат најчесто кај децата на училишна возраст, но некогаш и многу порано. Постојат 3 вида искривување на рбетот: сколиоза, кифоза и лордоза. Неправилното седење во училиштето или во домовите, тешките чанти, долгото време поминато пред компјутерите, носење несоодветни обувки, дебелината, детство без физички активности или физички активности во мал обем се едни од најчестите причини кои доведуваат до искривување на нашиот рбетен столб. Сколиоза. Сколиозата е искривување на рбетот во страна. Рбетот се отклонува странично во фронтална рамнина. Може да се јави на едно место, на 2 или пак на 3 места истовремено. Во повеќето случаи се развива кај деца на возраст од 9 до 14 години и е повеќе изразена кај девојчињата, речиси двојно повеќе отколку кај момчињата. Знаци на сколиоза. Главата е скривена на едната страна, рамото е повисоко, во овој дел овде, нееднаква мускулатура на едната страна од рбетот, испакнатост на ребро или испакнатост на плешка, предизвикана од ротација на ребрата во торакалната сколиоза, млитав и испупчен стомак, нееднакви колкови, должина на нозете или едната нога е благо свиена свиткана во флексија, а другата во хипертензија или справена. Спори нервни дејства во некои случаи. Кифоза. Рбетот заболен од кифоза покажува искривување најчесто во горниот дел на грбот, давајќи изглед на грбка. Еве во овој дел може да забележите. Тоа представува зголемување на физиолошката кривина на рбетот во сагитална рамнина. Најчесто се наоѓаат во торакалниот и тораколумбалниот дел. Тоа е искривување на градната група на пршлени. Често знае да се јави во комбинација и со лордоза. Знаци на кифоза. Главата ставена кон напред, пред вертикалната линија, рамењата поместени нанапред, зголемена подгрбавеност во горниот предел, вовлечени гради, испакнати лопатки, млитав и испакнат стомак, колена благо свиткани и поместени во целост кон напред. Лордоза. Ако кај кифозата искривувањето на рбетот е во горниот дел, кај лордозата искривувањето се забележува во делниот дел од рбетот кај колковите. Еве, нормален став, еве ни е лордозата. Лордозата се нарекува зголемување на физиолошката кривина во сагитална рамнина, испапчен стомак кон напред. Со лордозата
може да се создадат и дополнителни проблеми на телото. Знаци на лордоза. Главата префрлена наназад од вертикалната линија, граден кош рамен или испакнат, зголемена физиолошка лордотична кривина во слабинскиот дел, карлицата во целост поместена напред и доле, колковите поместени нанапред, колена во зголемена екстезија и исправеност. Откако завршивме, да повториме, да го утврдиме стекнавето знаење. Главен носечки столб на телото е... Точниот одговор е рбетот. Рбетот е поделен на колку делови? Еве ни го рбетот, повторивме и претходно и можеме заедно да броиме. 1, 2, 3, 4, 5. Значи 5 сегменти. Во која од следните фотографии ученикот е во правилна положба? Под А или под Б? Под Б ученикот ни е во неправилна положба. Искривувањата на рбетниот столб се нарекуваат деформитети. Според сликите треба да одредиме кој. Под слика број 1. Ние сколиоза. Следната слика, кога стомакот ни беше кон напред, беше лордоз. И кога се појавуваше грбка, ни беше кифоза. Комплекс вежби за наставната содржина. Вежбите може да се изведуваат во три положби: стоечка, седечка или лежечка. На или без spravi, со или без реквизити, со или без помош. Вежбите мора да одговараат на својата намена. Секогаш треба да бидат правилно избрани, да се применуваат систематски и да бидат соодветно дозирани. Потребни реквизити за денесната наставна содржина. Вежба број 1, столче, маса, скала или друг помошен предмет за подпор на телото, палка, може и дрво во должина на ширина на рацете или сукало. Вежба број 2, јаже или марама. Вежба број 3, палка, марама или сукало. За останатите вежби предвидени во наставната содржина не ви се потребни реквизити. Сите вежби од комплексот изведуваат бавно, со правилно вдишување и издишување. Вежба број 1. Вежба за сколиоза. Почетна положба исправена во став благо расчекорен. Во ширина на раменици или малце повеќе. Десната рака исправена, фатена за предмет кој ќе ви представува подпор на телото. Значи тоа е ова. Дали ќе биде столче, маса или нешто слично. Од тука правиме замак со левата рака, кон горе, по надручување со отклон во десно и максимално истегнување. Левата нога ни е исправена, стапало на прсти. Задржување неколку секунди. Повторување 4, време траење 1 минута. Исто така, оваа вежба може да се изведи со друг реквизит, палка или дрво, како што рековме, во должина на ширина на раменици. Вежба број 2. Почетна положба, исправена, став расчекорен. Рацете во надручување, во ширина на раменици. Отклон со трупот. По левата страна, со максимално истегнување и задржување неколку секунди. Повторување 5, време траење 1 минута. Вежба број 3. Палката, дрво или сукало или друг помошен реквизит што го имате во домот е во двете раце. Став споен. Телото е нормално исправено. Рацете во предручување, опишување на челни кругови пред телото во десна, а потоа во лева насока. Повторување 5 лево-лева и 5
во десна насока. Време траење 2 минути. Вежба број 4. Почетна положба легнати на стомак. Десната рака е на под, свиена во лактот, со дланката свртена кон под. Левата рака е испружена пред глава, со дланката свртена кон под. Се прават подигнување на трупот кон горе, со мало задржување на телото. Повторување 4, време траење 1 минута. Вежби за кифоза. Почетна положба легнати со лице кон под. Рацете свиткани во лактите, прстите се вкрстени и се ставаат позади главата на тилот. Максимално подигнување на лактите од подот, главата кон горе и мало задржување на телото во таа позиција. Повторување 3, време траење 1 минута. Следна вежба. Почетна положба седнати на под. Нозете споени и спружени. Рацете се во задрчување или позади тело, со дланките една во друга, вкрстени прсти. Максимално истегнување кон горе и задржување на телото во таа позиција 8 до 10 секунди. Ќе направиме 2 повторувања и вкупно време траење на вежбата ни е 2 минути. Истата вежба може да ја изведеме и во стојачка положба исправено или со длабок предклон на телото. Вежба број 7. Почетна положба седнати, под коленици, свиткани. Телото е доближено до некој предмет кој ќе ни возможи фиксна положба или трупот нема да оди кон назад. Рацете ставени помеѓу двете надколеници, со подколениците вметнати, со подлактиците вметнати под колената. Дланките да ги опфаќаат скочните зглобови или малку погоре. Максимално повлекување на рамениот појас кон назад, трупот исправен, штопалата не се поместуваат. Треба да го задржиме телото во оваа позиција 8 до 10 секунди. Ќе направиме 2 повторувања или вкупно време траење на вежбата ни е 2 минути. Вежби за лордоза. Почетна положба легнати на грб. Рацете се свиткани во лактовите, прстите се вкрстени и позади глава на тилот. Нозете се свиткани во подколениците. Правиме истовремено подигнување на трупот кон горе во обид на допирање на лактот со левата рака и десно колено, а потоа до почетна позиција и обратно. Значи, десна рака лево колено, лева рака десно колено. Ќе направиме 3 повторувања, вкупно време траење на вежбата ни е 2 до 3 минути. Почетна положба седнати на под. Нозете една до друга и испружени. Рацете се во задрчување или позади тело, со дланките подпрени на подот. Подигнување на двете нозе кон горе до висина на градниот кош и задржување на телото во таа позиција 4 до 6 секунди. Ќе направиме 2 повторувања или вкупно време траење ни е 2 минути. Следна вежба. Почетна положба легнати на грб. Рацете исправени во одручување со дланките свртени кон подот. Нозете се свиткани во подколениците, стапалата на мала раздалеченост. Од тука максимално подигнување на карлицата со трупот кон горе, значи тоа ви е оваа положба, и задржување неколку секунди. Ќе направиме 2 повторувања или време траење ни е 2 минути. Доколку некој од вас сака да изработи и друг комплекс на вежби, може да ги види од следната фотографија. Значи, вежбите сколиоза комплекс, комплекс вежби за кифоза и комплекс вежби за лордоза.
Очекувани резултати од реализираниот комплекс на вежби. Овие вежби ќе ни овозможат правилен разбој на морфолошките карактеристики и функционалните способности, превенирање и стопирање на деформитети, превенција од повреди, поефикасна работа на мускулатурата на која е ставен акцент, со правилно оптеретување потребната група на мускули, увежбување на понудениот комплекс од вежби и правилна демонстрација, практична или теоретска, унапредување на физичкото, менталното и емоционалното здравје. Ви благодарам на вниманието. За крај, смирете го вашиот организам со кратко пешачење во вашата околина. И не заборавајте на вашиот исправен став, бидејќи, без разлика на вашиот изглед, вие преку вашиот став ја наметнувате својата моќ и ја покажувате вашата самодоверба кон околината. Ви благодарам и ве поздравувам.